Абортусот како прашање што предизвикува поделби на овие председателски избори доби нов моментум минатата недела, откако Високиот суд на Флорида го одобри законот за забрана на абортус по 6-та недела во оваа сојузна држава. Тоа донесе обновени прашања за републиканскиот председателски кандидат Доналд Трамп за тоа дали тој поддржува истакнати членови на неговата партија, кои сакаат забрана на абортусот на национално ниво. На својата социјална мрежа во понеделникот, Трамп рече дека секоја сојузна држава треба да одлучи сама. Во многу сојузни држави ќе биде различно. Ќе имаат различен број недели или некои ќе имаат поконтроверзни закони од другите. На крајот на денот сето ова е за волјата на народот. Сојузните држави ги имаат тие права по одлуката на Врховниот суд во 2022 година, која ја поништи речиси 50 годишната федерална заштита на абортусот. Во своето видео, Трамп им се заблагодари на 6 судии по име, вклучувајќи ги тројцата назначени од него, велејќи дека тој е горд од и одговорен за ставање крај на федералната заштита на абортусот. Мојот став е дека сега имаме абортус каде што сите го сакаа од правна гледна точка. Сојузните држави ќе одредат согласење или законодавство, или можеби и двете, и што и да одлучат, мора да биде закон на земјата, во овој случај закон на сојузната држава. Џо Бајден води жестока кампања за репродуктивните права, ветувајќи дека ќе ја врати федералната заштита на абортусот што беше решена со случајот Роу против Вејд. Луѓе, ако Америка ми испрати Конгрес со демократи, Камала и јас, ќе го вратиме. Роу против Вејд, како закон на земјата повтор. Подпредседателката на Бајден, Камала Харис, е дел од кампањата за поврзување на Трамп со поекстремни ставови за абортус. Како се осмелуваат овие избрани лидери да веруваат дека се во подобра позиција да им кажат на жените што им треба, да им кажат на жените што е во нивен најдобар интерес. Мораме да бидеме нација која им верува на жените. Харис и Бајден се фокусираат на репродуктивните права, како што абортусот е губитничко политичко прашање за републиканците, по одлуката на Врховниот суд и со 2 загуби од висок профил на референдумите во Охајо и Канзас. За овие избори, Трамп изгледа како да ги повика своите следбеници да ја препознаат политичката ранливост во отуѓување на умерените во однос на абортусот. Морате да го следите вашето срце во однос на ова прашање. Но запаметете, мора да победите и на избори за да ја вратите нашата култура и всушност да ја спасите нашата земја, која моментално и за жал е нација во опаѓање. Лидерката на една од најголемите американски групи против абортусот во понеделникот рече дека е длабоко разочарана од неуспехот на Трамп да ја поддржи забраната на национално ниво, но рече дека групата сепак ќе го поддржи Трамп против Бајден. Прашањата за репродуктивните права на овие председателски избори исто така ќе бидат поттикнати од предстојната одлука на Врховниот суд за тоа дали да се заострат ограничувањата за пристап до лекот што се користи во повеќето абортуси со лекови.